Струмица се прости со Зоран Маџиров, човекот кој со музиката на Шишиње го освои светот. Роднини, пријатели, колеги уметници за последен пат го поздравија космополитот кој секогаш имаше билет во еден правец, а во срцето ја носеше Македонија и Струмица. На 9 мај се случи една голема трагедија. Светот изгуби еден голем уметник. Како Германија што го имаше својот Бах, Бетовен или Салцбург, Моцарт, Македонија го имаше својот Зоран Маџиров. Јас сум горда дека бев дел од неговиот 49 годишен живот. Тој беше мојот брат, јас неговата сестра. Се бореше лавовски. Ова беше голема трагедија и несреќа. Како кажуваат, многу е важно кога ќе одиш, што ќе оставиш после животот свој. Тој остави толку големо богатство, беше единствен, не само како уметник, беше единствен како сопруг и феноменален татко. Даваше се за своите деца. Беше голем другар, не верувам во смртта, ќе го чувам секогаш во моето срце и знам дека неговиот пат ќе го продолжи таму кај што е. Загуби Македонија голем човек, голем уметник, творец на инструментот со шишиња, шишофон или како и да го наречеме. Во Струмица можеби, што велиш, многу не се внуваа капа, можеби и не беа запознаени со делото на Зоки Маџиров, бидејќи беше нон-стоп тргнат, тој беше како птица преселница. Нема место каде што не отпатува, каде што не настапи, но голем дел на музичарите од Струмица го почитуваат, го знаат, се дружеа со него. Едноставно, Зоки беше голем уметник, врхунски уметник. Маџиров, кој потекнува од уметничко семејство, зад себе остави над 4000 концерти на Шишиња. Свиреше во големи концертни сали и манифестации. Драган тврди дека децата на Зоран ќе ја продолжат уметноста што не ја завршија татко им и неговиот брат актер Игор. Зоки секогаш ќе биде со нас, со сите звуци кои што ги живееме, што ги доживуваме, тие ќе бидат негови. И еве не, како што и реков претходно, значи од неговото потесна фамилија, семејство и ние како фамилија, тука е Нина, неговата ќерка, која ќе ги одигра недоиграните роли на Чичко Игор и Љубен, неговиот син, кој ќе ги досвири несвираните композиции на татко Зоки. Значи, сепак остануват неговите наследници, тоа се ќерката и синот. Штета, ние како фамилија што прерано ги загубивме и двајцата уметници, и Игор и Зоки, но тие секогаш ќе бидат во Струмица, во Македонија и на секаде на светот. Волшебникот на Шишиње од Струмица во својата 30 годишна кариера има работено со повеќе светски звезди, како што се Хари Белафонте, Тито Поенте, Шкорпионс, Стинг. Маџиров 7 месеци беше во кома, откако лани во октомври тешко се повреди во сообраќајка кај Радовиш.